Чекаме Виш управен суд да го даде својот последен збор, за да може конечно да спиеме поспокојно во однос на тоа прашање, дека правно е решен тој проблем на ниво на држава. Потоа жалби можат да се поднесуваат кај што сакаат. Спласнати. Никој не работи. Значи Евромакс не работи, ги нема тие активности кои ги правеше по граѓаните, практично ги... Да, кои што би предизвикале реакција од вас? Така. Но целата работа некако не е спласната, туку е како има некоја прикриена тензија, под прикриена тензичност е. Затоа што сите луѓе кои што излегувавме и кои што сме биле отпор и се уште сме отпор, не го заборавиле прашањето во однос на рудникот и не се помирени се додека не се реши тоа. Исто така правиме подготовка на запознавање на советниците во советите, документ кој ќе им укаже на советниците колку е штетен тој рудник, но и по принцип колку се штетни сите загадувачи од Г1, тешка загадувачка индустрија. Ја покажавме нашата решителност да одеме до крај, буквално до крај, и да влеземе внатре во политиката, да си запрчиме ракавите и да земеме ние да го си решаваме проблем. Ако не го решат сега судот тој проблем, тогаш јас и на последната емисија кажав, одеме понатамо, ќе одеме и во политиката ако треба, па можеби од позиција на министри, можеби не знам, па таму да решаваме проблем. Нас не ни е до политика ни да се нас ние да го решиме тој проблем. Така да мислам дека имаше влијание тоа што ние се појавивме и како политички субјекти, влегувме во општините и веќе стануваме некој си поважен фактор. На следните избори, ако не се реши, ќе одиме понатаму. Додека не се реши, додека не сватат луѓето дека нема играчка со народот и дека ние тоа не го сакаме. Секој пат е тоа така, политичарите, судиите, разните корумпирани елементи низ државата, секој пат они ако најдат празнина, ако нема кој да се буни, они ќе почнат да го злоупотребат својата позиција и ќе пробат нешто да направат. Но можеби нашето појување, можеби нашето 4-годишно патешествие по тие протести, по сите тие негодувања и сите тие наши активности, на крај што резултираше со нашето појување како советници, може би конечно свртивме вниманието на властите, на судиите, на сите тие фактори да видат дека ние не се откажуваме и дека сме решени по секоја цена. Буквално по секоја цена да не дозволиме такво нешто. Активно лобираат. Свесен сум, имам информации дека на повеќе места позадински имаат операции. Сметам дека тоа затише што е вака привидно е ствари многу бучно. Од друга страна, проблемот не може да се врати на тие почетни позиции, по неедноставно бидејќи пресудата, последната пресуда на управниот суд, таксативно ги наведува сите правно-формални механизми споредби со законот и фактичка ситуација каде што нема никаков маневарски простор за различни толкувања или за врзване. Тоа што ние го зборевме од првиот ден, практично е преточено таму и тоа е вистината. Друга страна е што има уште една концесија која што треба се одземе, веќе таму се влече екстра 4 години. Значи, Иловица има две концесии, првата е одземена, но има и втора. Јас не знам зошто уште ги чекаме, но очигледно државата, односно законот за едни концесионери е едно, за други ги остава вака непречено да терат многу време.